Добар ден! Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Опишани се повеќе од 6000 ретки болести, но медицинската литература секојдневно се надополнува со нови. Иако се работи за болести кои се ретки, сепак милиони луѓе во светот страдаат од нив, но уште повеќе ги трпат последиците, пред се членовите на нивните семејства. Дали секој од нас може да добие ретка болест? Колку луѓе во Македонија имаат дијагноза што спаѓа во категоријата ретка болест? Како изгледа патот до поставувањето на дијагноза? Дали е тоа едно големо патешествие и понатаму? За колкав процент од ретките болести постои третман, односно достапна терапија? Разговорот ќе го водиме со професор доктор Иван Барбов, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија, а за животот со предизвици со ретка болест ќе разговараме со Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето Живот со предизвици, која и самата ја има ретката болест Гоше тип 1. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, се гледаме набрзо во студиото на Телма со нашите гости. Ретките болести се ретко на дневниот ред. Тие го загрозуваат животот и доведуваат до инвалидитет. Проблем се на светско ниво. А каква е состојбата кај нас? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Иван Барбов, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Професоре, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата и да ги поздравам гледачите на вашата емисија. И со Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето Живот со предизвици. Весна, добре дојдовте вие во студиото на Телма. И добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од оваа емисија. Ќе започнам со професорот. Како се дефинираат ретките болести? Што значи една болест да се најде во таа категорија? Кои критериуми треба ги исполнува? Обично е прифатено на светски рамки, значи да има еден пациент на 2000 жители. Во тој случај таа болест би се категоризирала како ретка болест, иако за некои болести се среќаваат и уште поретко, 1 на 100.000 или на милион жители. Меѓутоа, бидејќи има голем број, околу 6000 дијагнози, и така некако во светски рамки сите држави го има тоа прифатено, дека еден пациент на 2000 жители, доколку е таа преваленцата на болеста, таа може да се смета за ретка. Познато ли колку лица во Македонија страдаат од ретки болести? Може би тоа Весна може да го каже подобро. Има ли точна бројка? Значи, не имаме точна бројка. Знаеме дека во регистарот за ретки болести има околу над 800 регистрирани моментално, но гледајќи дека не се во регистарот сите пациенти, ние сме сигурни дека има веројатно над 2000 пациенти, ништо чудно и 20.000 да ги има, затоа што во програмата често се регистрираат тие за кои што постои некаков лек и кои се до 1 на 100.000, а не 1 на 2.000, тие се регистрираат, пошто само тие може лек од програмата да добијат, а има многу други ретки болести кои се лекуваат на различни клиники, преку буџетите на клиниките или преку фондот за здравствено осигурување, и тие не влегуваат во самата програма. Таму регистрирале околу 140 ретки болести, а ние што сме на терен и во контакт со пациенти, знаеме дека има над 250 моментално различни ретки болести, до 300 стигнуваме, се ближиме, кои ги познаваме, а сигурно има и други кои не ги познаваме, затоа што не секој контактира, а многу често и контактираат повеќе со странство, отколку со нашата земја. А дали имате информација, присутни ли се оние ултра ретки болести, да речеме, кое што се јавува многу ретко? Во Македонија имаме ли такви пациенти? Имаме диагностирани пациенти со ултраретки болести, да кажеме само еден или двајца пациенти кои се регистрирани во Македонија. Тие, како што спомна Весна, обично не ги пријавуваме во регистарот за ретки болести, бидејќи за нив не постои лек, и затоа и самите пациенти кажуваат дека не сакат да фигурираат во некој регистар, доколку не може да им се помогне. Така да, како што спомна... Не сакаат? Појаснуваат зошто не би сакале да бидат... Тие има дијагноза. Тие има дијагноза, симптоматско лечење, бараат лекување, сето тоа. Меѓутоа, бидејќи не може да добијат терапија, тие едноставно не сакат да бидат внесени во регистарот.
Има и понатаму стигматизација на овие простори, се обидуваат понекогаш луѓето да скријат, да сокријат дека имаат ретка болест? Да, се уште се случува тоа. Иако во регистарот пристап имаат до информациите само Комисијата за ретки болести, која се состои најчесто од 15 доктори специјалисти, кои ги именува Министерот за здравство во соработка со клиниките од клинички центар во Скопје, но сега има и членови од Фонд за здравствено осигурување, исто и од МАНУ, и нормално координаторите од самото Министерство за здравство, но ние знаеме дека сме мала држава и дека колку и да се нема пристап, некогаш излегува некоја информација, никогаш не знаеш дали ќе излезе или не. Луѓето се уште не можат толку лесно да ги прифатат болестите, особено доколку се пропратени со некаков инвалидитет, дисфункционалност, дали ментален, дали физички. Така да и другиот проблем е дека 72% се генетски болести, односно се наследуваат во семејството. Тоа е дополнителна причина за криење. Затоа што се плашат дека ако имаат во семејството болеста, дали ќе успеат да ги мажат и женат децата кои ги имаат и дали семејството ќе се одвои од нив и роднините. Значи, има многу фактори кои влијаат, многу предрасуди, иако морам да кажам дека има голема разлика од 2009 кога се основавме како здружение, па до сега, до 2024, многу е напреднато и знаењето за ретките болести и стигмата е многу намалена. Значи, и во училиштата повеќе се разговара и полесно се прифаќаат и дечињата, не ги гледаат веќе како деца со посебни потреби, знаат дека се деца со ретки болести. И тука веќе некоја разлика се прави. Прогрес. Весни, вие имате ретка болест, станува збор за гоша тип 1. Во детството ги почувствувавте првите симптоми. Каква болест е ова и кога забележавте прв пат дека нешто не е во ред со вашето здравје? Се сеќавате? Имам некои сеќавања и од тоа што ми го кажувале дома. Знам дека прво мислеа дека сум мрзлива. Јас немав енергија. Еден од симптомите е губиток на енергија, кај болеста на Гоше, затоа што хемоглобинот е намален, па одма ја поврзуваат анемијата со тоа дека си градско дете, па ти викаат оди на планина, пи, јади повеќе спањак, повеќе мед, па ме правеа некој чудесен мед со коприви кој го криев по домот, што беше грозен за јадење. А хемоглобинот ќе се качеше некое време и пак ќе се спушташе, немаше шанси. Тромбоцитите почнаа да паѓаат, имав модрици кои се појавуваа без да се удрам или да паднам, што значи од најмал притисок се појавуваше модрица. Понатамошно видоа дека никако не се лекуваат овие симптоми, дека ми е зголемена слезината и црниот дроб, се посомневаа во некој вид на рак. И ме пратија на хематологија. Тогаш имав 7 години, ме држија недела дена на хематологија. Ми зема биопсија. Тоа го памтам, пошто ужасно болеса. Тогаш се уште немаа некакви соодветни мерки за да не те боли. Директно со голема игла ти зема од коскената срцевина и видоа дека внатре не е рак во прашање, туку дека се гоше клетки, зашто има само една реченица од руски учебник која викаше дека болеста на Гоше е болест на ашкенази евреите и дека истата е многу ретка и дека не постои лек. Тоа беше се што се знаеше во тој момент за болест. За жал, да. Вашите родители всушност 2 реченици или 3 толку добија од докторот, да. Болест. И витамини. Цела среќа дека моите беа во роднинска врска со Ѓорѓе Ефремов тогаш, па тој се нафати генетски да испрати анализа во Холандија и оттаму ја испратија генетиката за болест на Гоше и испратија брошурка во која пишуваше дека е откриен и лекот за болест на Гоше и дека веќе се дава на пациенти, само што тоа кошташе $500,000 годишно и моите не можеа да го дозволат тоа во никој случај. Мислам, дури да продадат све и да успеат да земат кредити и да една година ме лекуваат, што понатаму. Тоа е доживотна терапија. Тоа е доживотна терапија, да. Државата не сакаше да обезбедува терапија. И колку време живеевте без терапија? Тогаш имав 7 години, кога наполнив некаде околу 20 години, сватив 2009 година беше тоа. Сватив дека симптомите стануваат се пострашни, сакаа да ми извадат слезината, коските ми се кршеа при гушкање, ми пукаа ребра
и решив дека морам да побарам помош на поинаков начин. Се обратив до Интернационалната Гоше алијанса и тие ми најда лек преку донација. 4 пациенти тоа во Македонија примивме лек преку донација. Симптомите уште во првата година почнаа да исчезнуваат, а после 4 години јас веќе бев стабилен пациент кој може да роди дете и ја добив мојата ќерка, зашто сум многу среќна дека можев тоа да го направам. Да се реализирате како мајка. Да ја добивам таа можност, затоа што без терапијата јас ќе веројатно ќе ми ставеа вештачки колк, ќе ми ја извадеа слезината, можев да останам во количка сигурно, не се знаеше каде ќе оди тоа. Без терапија животот не е воопшто добар. И значи, не мога благодарение на посакувам тоа вашата борба никој. всушност, на вашата упорност успеавте Затоа да и си решив да се обезбедите борам. Кога терапија, сватив, продолживте да работите со Сдруженијето. после првата година кога симптомите почнаа да ми исчезнуваат, реков дека не е фер ова да им се случува и на други пациенти. И со Сдруженијето почнавме многу напорно да работиме и да собираме пациенти од најразлични болести за заедно да ги оствариме нашите права и државата конечно да почна да се грижи за нас. И мислам дека беше успех на сите нас што тоа го направивме, бидејќи не е решение донации, не е решение еден по еден пациент да се решава, мора системски решенија да имаме. така. Професоре, дали ке сите пациенти ретките болести се манифестираат во детството? Може ли, да речеме, кога сме возрастни во адултната возраст да добиеме некаква диагноза која што спаѓа меѓу ретките болести? Да, тоа секако е можно, бидејќи иако се работи за генетски заболувања, значи патолошкиот ген, дали е доминантен само еден или рецесивен два гена, се присутни веќе при раѓање. Сите болести не се манифестираат во детската возраст, некои болести започнуваат многу во покасната возраст, како што да кажеме кај спиналната мускулна атрофија има 4 типа. Првиот тип се јава од 0 до 6 месеци по раѓање, меѓутоа тип 4 се јава после 30 години, или јас, пошто имам искуство со ретките болести за возрастни адултни пациенти, фамилијарната амилоидна полиневропатија клинички се манифестира дури после 60 година. Така да не после 60 година. Така да Значи, има секој од нас всушност може да заболи од ретка болест доколку носи во себе некаква генетска мутација? Значи мора да ја носи генетската мутација за да во текот на животот се клинички манифестира болест. Треба некаков тригер фактор за да се манифестираат овие болести, да се активираат Ние гените? викаме тоа е запишано во гените, значи запишано дали тој ген ќе почне порано да се манифестира или ќе почне во покасна возраст. Тука има и други епигенетски фактори, нели, кои придонесуваат за развојот во кој период, да кажеме, кај спиналната мускулна атрофија е патолошки СМН еден генот, меѓутоа организмот има и резервни гени направил и сега доколку пациентот има само еден резервен ген, болеста ќе се манифестира порано. Ако има 4 или 5 резервни гени кои го продуцираат тој протеин кој недостасува, тогаш болеста ќе биде со полесна клиничка слика и ќе се јави во покасната возраст. Значи, може една иста болест да манифестира различни симптоми, односно во различна јачина на симптомите од пациент до пациент, ако ве разбрав, така? Да, може да биде и со различна јачина и со различен време на почнување на болеста. Како изгледа диагностицирањето на болеста? Дали е тоа и понатаму едно големо патешествие, потребни ли се понатаму години и години за да се постави диагноза? За жал и кај нас, меѓутоа и во Европа, не е лесно да се диагностицира ретка болест. Секој пат клиничката слика треба да укаже за која болест се работи и после тоа да се направат дополнителни испитувања и на крајот генетското испитување да се потврди. Многу ни е полесно кога во некое семејство има веќе еден болен член со некоја ретка болест, наследна, и веќе кога кај неговото дете или кај нивни роднини, затоа секој пат имаме фамилијарна анамнеза дали тоа постои, иако многу често се случува кај нас во некоја фамилија да има и повеќе членови кои се болни од болеста, а фамилиите да негираат на почетокот. До сега немало никој, ова е првото дете, така да патот е тежок. За некои болести се смета дека се потребни 10 години да се дојде до диагнозата, посебно кога нема во фамилијата друг член, туку велиме дека е мутација де ново, тоа е нова мутација во семејството. И бидејќи се тие мултисистемски, зафаќаат век спомна Весна слезина, црн дроб, срце и често ендокрините жлези развиваат диабет,
хормонални дисфункции и пациентите шетат по ендокринолози, по кардиолози, интернисти, невролози. Се случува ли погрешни диагнози да им бидат поставени, па да се лекуваат од нешто сосема друго, па тоа да ја комплицира дополнително ситуацијата? Значи, погрешни диагнози се секој пат можни, меѓутоа, бидејќи сето тоа патува на наследни генетски болести, наше е само да ја диагностицираме. Не може да има грешка во случај да се даде погрешна терапија, ако на тоа мислите. Меѓутоа, ние често диагностираме некоја невромускулна болест, јас тоа што го работам со класична клиничка слика со све, меѓутоа го пратиме на генетско испитување и да кажеме таа болест може да има 30 и 40 генски варијации, кои да кажеме во нашите лаборатории се прават најчестите, останатите не може да се направат. И така да имаме една првична ориентација, ако се потврди генетски, веќе сме дојдени до диагнозата, а некој пат пациентите мора да ги праќаме дури и во странство да се направат некои дополнителни испитувања, не само генетски, и туку други типови на испитувања. Може да се случи генетското испитување да не покаже мутација, а да знаете дека се работи за ретка болест? Ако не покаже мутација, тогаш не може да кажеме болеста е ретка, меѓутоа не може да кажеме точно за кој тип, бидејќи има ретки болести кај кои има само еден ензимски дефект и таа болест се нарекува според типот на ензимскиот дефект. Тоа се ултраретки болести и навистина ние немаме таква комплетна диагностика дури ензимските дефекти, или затоа има соработка со странски лаборатории каде што може да испратиме примерок од крв и да се испитат овие ензимски дефекти, а понатаму нели и самите генски мутации. Весна, во вашето семејство вие имавте оваа болест, Гоше? Да. Наназад не знам дали некој е имал, затоа што нели не се испитувало, не се разгледувало истото, се живеело едноставно. Ама буквално на старите слики сме барале луѓе со поголемо стомаче за да видиме дали некој ја имал или не. Значи стомакот се оттекува, се подува? Поради големата слезина и големиот црн дроб, имате слабичко детенце со големо стомаче. Тоа најчесто се случува, но не мора да значи. Некогаш нема да биде таму, некогаш ќе биде повеќе во коските. Зависи каде се таложи повеќе, некогаш може да биде и во белите дробови дури. Значи, на различни места може да се таложат Гоше клетките, но најчесто е таму. Сепак, ние си правевме испитување да видиме дека мајка ми и татко ми се носители, знам дека маш ми го испитував за да знам дека е здрав, за да знам дека детето кое ќе го родиме ќе биде само носител, а не болен. Така да добро е кога знаеш да испитуваш кога е во прашање генетика, но мора да напоменам дека 72% од ретките болести се генетски. Остатокот од ретките болести можат да бидат и автоимуни, можат да бидат и од причини од околината некојаш се јавуваат, како идиопатска пулмонална фиброза која се појавува, тоа не е генетска, но се појавува поради тоа кај работел човекот и каде живеел човекот. Значи изложеноста може на токсини, на и неговата состојба, начин на кој живее. Значи може да се случи да добие ретка болест. Што значи, а има и ретки кои се инфективни. Значи се случува и тоа. Иако се поретки, значи вирус, отколку бактерија, генетските. поприлежа на вирус, бактерија да се јави? Има шанси, да. Има, Значи... ама најчести се овие генетските. Во Македонија исто да знаете дека за ретки болести фондот рефундира од 2019 година. Претходно немавме таква можност, мораше сами да плаќаме или да бараме помош од фармацевски компании, производители на лекови кои ќе ни помогнат да добиеме генетска диагноза. Цела среќа сега е можно преку фондот тоа и во МАНУ се работат најчесто, но има големо време на чекање, некојаш и 6 месеци се чека. И тоа е така затоа што најчесто се реагенси во прашање кој еден реагенс да речеме дека треба да се употреби за 30 лица и не е толку ефтин, па чекаат повеќе лица да се соберат за да го испитаат. И тоа се случува и е правилно дека така се работи, но можеби треба да размислиме за поголема соработка со Косово и Албанија кои испраќаат во Италија или Германија да испраќаат кај нас па да може да бидеме побрзи. Така. А што говори искуството со лицата кои што се членови на вашето здружение Живот со предизвици? Обично колку време чекале за да се постави диагноза?
Значи има многу различни случаи. Кај некој е диагностицирано веднаш после раѓање, како на пример фенилкетонурија може преку неонатален скрининг да се открие и веднаш да ја знаете диагнозата. Кај некои болести по 2-3 месеци се открива од раѓање, а некои чекале и 20 години. Некои имале погрешна диагноза, па се лекувале од нешто друго, додека да ја добијат точната диагноза за да се лекуваат како што треба. За жал, патот на диагностика не е едноставен. Токму затоа и оваа година решивме кампањата да ја посветиме за Денот на ретки болести комплетно на диагностика и да соработуваме повеќе со матичните лекари. И затоа сме сега во соработка со Сдруженијето за семејна медицина на докторите и знам дека заедно ќе успееме малце повеќе да го подигнеме тоа внимание на матичните доктори кон ретките болести, да знаат каде да ги испратат пациентите заради кои симптоми. Дури имаме и една алатка од Орфанет која можат да ја користат, каде што внесувате симптоми и ви покажува одредени ретки болести кои би можеле да ги имаат таа симптоматологија, што е многу интересно и лесно за користење. Дури јас пробав да си го користам и ми беше забавно. Онака си внесуваш симптоми и ти излегуваат листи на болести. Тоа е многу убаво и корисно. Се на англиски јазик го има и на шпански, мислам дека и на германски, на европските јазици. Речиси сите зборуваат англиски јазик. Се надеваме дека ќе биде корисна алатка и тоа. Во голема А мера. ќе расшириме и повеќе информацијата околу регистарот на ретки болести, како се регистрираат пациенти, како добиваат терапија. Се надеваме да го поднаполниме тој регистар, малку да имаме подобра слика. Така. За многу мал дел од ретките болести има терапија. Професоре, некаде прочитав само за 5%, дали е тоа точно? За 5%, да. Еве, ние на клиника за неврологија лекуваме неколку ретки болести, кои лековите ги добиваме преку Комисијата за ретки болести на мијастенија, преку Комисијата за ретки болести на Министерството за здравство, пардон. Најмногу пациенти имаме со спинална мускулна атрофија и тоа возрастните пациенти, пошто децата се лекуваат на клиника за педиатрија. Имаме доста пациенти со фамилиарна амилоидна полиневропатија, кои преку мултидисциплинарен тим ги лекуваме на клиниката за неврологија, меѓутоа и на клиника за кардиологија, бидејќи некои имат предоминантно кардиолошки манифестации. Тука е Вилсоновата болест, Хантингтоновата болест, амиотрофичната латерална склероза и неколку многу ретки болести. Имаме на пациентка со еден многу реток некротизирачки полимиозит кој прима единствен субкутан имуноглобулин исто така преку Комисијата за ретки болести. Имаме една пациентка со порфирија кој исто така прима лек преку комисијата. Значи тоа се само по еден пациент. Меѓутоа поголемата група на пациенти се тие што веќе ги спомнав. Меѓутоа голем број на мускулни дистрофии, спиноцеребеларни атакси, други болести на таложење, кој нели спаѓа и Гошевата болест, така наречени болести на таложење, кај се таложи гликоген, масти и други митохондриални болести. Ние само може да ги диагностицираме, да ги пријавиме до Комисијата за ретки болести и да чекаме во догледно време, ако се појави некој лек, па тој да биде достапен за нив. Но тие лекови се многу скапи. Да. Зошто е тоа така? Од друга страна, фармацевските компании сега имаат голем интерес да развиваат лекови за ретки болести. Тоа може би е некаква надеж, токму поради високата цена и доживотното обично примање на лекот. Иако сега има некои терапии генски со кои што само едно апче се зема или една инфузија обично. Не знам точно што јас така разбрав, веќе ни појасните. Се става во инфузија. Цените на лековите ги покачуваат клиничките студии. Значи, тоа се периодите на испитување на лекот, кога мора многу да се инвестира. Да кажеме, тие направат некоја формулација на лек и тој лек го испитуваат први на анимални модели, на животни, и потоа почнува тестирањето на луѓе, први на доброволци, здрави, за да се види подносливота на лекот, па потоа почнува на мала група на пациенти кои сите го примат лекот и понатаму третата и четвртата клиничка фаза на клиничките студии, каде на пациенти на помала па на поголема група и постмаркетиншки,
Значи, за да се испита и да се направи лек, тоа многу кошта, бидејќи тоа се скапи технологии, веќе се и генски терапии и терапии кои користат РНК киселината, односно нејзините гласици, месенџерите кои ја препишуваат од ДНК и потоа нели на ниво на рибозомите се ствара протеинот. Така, значи, самата технологија на изработка е многу скапа. Клиничките студии исто така ги подигнуваат цените и голем број од овие лекови не ги завршуваат клиничките студии, бидејќи не може сите лекови да се покажат. Некои се покажуваат неефикасни, некои се покажуваат изразито токсични, така да тие клинички студии пропаѓаат, па се формираат нови и тука мислам дека се инвестира многу за да се добие лек кој од друга страна ќе го примаат мал број на пациенти. Не е како да кажеме мултипла склероза каде има милиони пациенти, тука дури и клиничките студии потоа е на релативно мал број на пациенти и сето тоа фармацевските компании кога прават такви лекови за мала група на пациенти, тогаш тие одма тоа цената се покачува бидејќи нема некој големо сериско производство. И се на вистина прескапи, доколку не се најдат на позитивна листа, предпоставам треба да се најдат, за да можат како изгледа процесот за да се добие за да се намали лекот. цената, треба уште некој да најде лек кој би бил нели компетитивен, но имаме такви случаи каде што еве за болест на гуше има моментално 4 лекови. Сите се иста цена. Аха, значи веќе падната цената, не е бидејќи падната, сега скоро иста цена имаат сите тие лекови, си ја држат цената. Значи висока цена, значи не високата цена паѓа. ја држат за жал. Иако има нели надпревар тука, сепак тие не ја намалуваат цената до тој степен. Иако од мислам од 91 кога беше половина милион долари, сега е до 150.000 до 200.000 евра, што е намалено. Нели, на половина е цената, од 100 беше предходно. Сега понатамосно може да се намали цената кога ќе направите генерика. Ама дури, односно биосимиларен лек, генерички лек би бил за таблети, биосимиларен за овие кои се даваат како инфузија, кои се биолошки лекови. Но дури и тогаш не мора да значи дека цената ќе падне. Значи има лекови кои се биосимилари и пак цената не паѓа. Пак се држи тука некаде, ако едниот е, не знам, 10 евра, другиот ќе биде 9. Тоа значи дека лекувањето никако не може да биде натовар на семејството. Нема, за мала група на луѓе се во светот малку ретки болести, за како што спомна професорот, кога се работи за помала група на луѓе, не им се исплати производството за да го прават на пониска цена. И ниту пак самото истражување за новиот лек. Доброто е што знаеме дека многу се вложува од профитот што го земаат во нови лекови за болести за кои не постојат терапии. И морам да кажам дека од моментот кога им дозволија високи цени и кога им дозволија да имаат поголем период на патент, кога никој не може друг да развива генерика или биосимилар, од тогаш почна и повеќе лекови за ретки болести да се развиваат и да излегуваат на пазарот, и тоа е добро. Со ова генетските лекови, тоа е уште подобро. Сега има различни видови на генетски лекови, не би навлегувала на таа тема, пошто за тоа не треба друга емисија и уште некој експерт, освен мене, јас од пациентска страна можам да го доловам, но е нова надеж, затоа што покажува како со една терапија ти се решава животниот проблем. И таа би била уште повеќе поскапа од она што го видовме досега, што излезе на пазарот 4 милиони евра за една терапија. Што значи за семејствата на пациентите, пред се на родителите со дете кое што има ретка болест, кои што се исправени пред ваков предизвик, да знаат дека нивното дете има болест која што е животозагрозувачка, која што не би имала добар епилог, постои лек, но тие едноставно не може да му го дадат на детето. Имате ли такви искуства во вашето здружение? Значи, имавме и се уште ги има. Порано беше, кога државата ништо не обезбедуваше, беше ужасно измачување, да не речам. И вие сте се нашли еден период од животот. Да. Во една таква ситуација. Мене ми беше понудено дори да се преселам во Израел. И таму да го примам лекот и да започнам нов живот.
кога веќе државата не превзема ништо. А знам дека и многу пациенти се преселија. Имаме пациенти во Шведска, во Швајцарија, во Германија, во Америка, во Австралија, во Бугарија соседна имаме пациенти, во Италија имаме многу пациенти исто. Значи луѓето се оцелуваат за да добијат терапија. Сепак ова и си заминува. Многу голем дел од нив добија и азил затоа што нашата држава не обезбедуваше терапија, па можеа да добијат азил на основа на тоа дека државата не им ги исполнува здравствените услуги кои им се потребни, здравствените права. Потоа државите од Европа малце се налутија, нормално, и работеа со нашата земја за да програмата за ретки болести проработи како што треба и да може да се лекуваат пациентите. Сега имаме други проблеми. Во однос на тоа, например, нов лек излегува, ќе се одобри во Америка, во Европа уште не е одобрен. Кај нас реално не сме под Европа, можат да го одобрат, но се повикуваат на тоа дека чекаат и во Европа да биде одобрен, па да видат како ќе делува на популацијата, па после да го одобрат кај нас, што ствара фрустрација кај нашите пациенти. Мислам дека во моментот еве тоа е случај со Фридрих атаксија, каде што пациентите знаат дека има лек, дека е одобрен во Америка, сега го одобрија и во Европа, и сега ќе го чекаат во Македонија. И знаат дека оваа година, ако не дојде, ќе мора да се борат и да зборуваат јавно, иако не сакаат сите јавно да излекуваат, за да може да го добијат наредна година. Пошто, за жал, кај нас многу тешко се добива нешто доколку не излезе во јавност, доколку не се бориме, доколку не пишуваме милион пати дека тоа е потребно за овие луѓе да имаат понормален живот. Понекогаш се случува Значи борба на повеќе фронтови. Да, има и моменти каде што пациенти примаат една терапија, ама се гледа дека болеста напредува и дека тој лек не им делува, треба да се прими нов лек. Па тука е и борба меѓу докторите, сега да се даде, да не се даде. Па пациентот ќе оди на специјалист во Бугарија или во Србија и тие ќе му речат треба да ти го дадат новиот лек. И овие се враќаат тука и викаат зашто не ни го давате новиот лек. Значи, има многу различни ситни и големи борби и морам да кажам дека колку и ситно да изгледаат се големи, ужасно, особено кога се работи за тебе, за твоето семејство. Јас не познавам ниту едно семејство, ниту една мајка, татко и пациент кој се откажал. Сите се борат со огромна надеж и сите имаат огромно срце и желба да имаат подобар живот. И мислам дека треба да се најде начин тоа да се овозможи, а Министерството за здравство треба да си најде друг начин на финансирање. Ние предложивме еве дека време е да се оданачат газираните сокови, па и обичните сокови. Јас не верувам дека има сок кој е добар, колку и да се рекламираат, извинете. И брзата храна не ни е оданочена, а се троши максимално многу. Така да тоа е еден нов извор на финансирање кој би можеле да се користат како средства за набавка на лекови, не само за ретки, туку и за чести болести. Мора да се направи и децентрализација. Не може све да биде во Скопје, мора малку да се гледа како пациентите да живеат во своите градови, најнормално да се добиваат и терапија. За терапија во Скопје, така. Не е фер. Мислам, немаме толку добри патишта, да бидеме искрени. Па и ни финанси, реално. Ни финанси, ни живци. И болниците немаат капацитети. Немаат капацитети. Университетската клиника е еден вид аптека каде што се носат лековите и пациентите доаѓаат да им делиме дури и таблетарна терапија. И тоа, например, го зголема притисок од гужвата во болницата, бидејќи, еве, да кажеме, месечно доаѓаат 20 пациенти со амилоидоза, 10 пациенти со спинална мускулна атрофија, 15 пациенти со амиотрофична латерална склероза. Тие треба да дојдат кај лекар да им го препише и потоа да појдат во болничка аптека да си го земат лекот, така да тоа зголемување на гужвите и оптеретеноста на клиниките. Ама истото е и за хроничните болести кои доаѓаат кај вас, и тие доаѓаат за терапија, нели? Да, за епилепсија, за други болести, мултипла склероза, исто терапијата се дели на клиникава. Ние имаме 800 пациенти што примаат терапија за мултипла склероза и тие сите доаѓаат на клиника. Значи гужви се создаваат на вистина непотребно. Тука малце ни од помош што ние сме поделени. Еве, јас работам со ретки болести, колегите што работат со мултипла склероза, меѓутоа сепак сме преоптеретени, бидејќи имаме плюс редовни
термини за други пациенти, лежачки пациенти или кои треба да ги гледаме и навистина овој модел Мора да се напушти, да се реорганизира. мислам дека пред 10 години отприлика се формираше оваа комисија за ретки болести. На почетокот многу скромно со неколку лекови, меѓутоа со тек на времето ова се зголемуваше, пошто излегува иновативни лекови, се повеќе пациенти се става на нови терапии, се зголемува, али мислам дека овој модел веќе како да му кажам, помина времето, време е овие лекови да се за потполно нов пристап, потполно нов начин на финансирање, за да пациентите не мора да ги поминуваат тие патишта, да лекарот, јас треба да го пријавам до стручниот колегиум на клиниката, стручниот колегиум на клиниката да го одобри, па тоа оди во комисијата за ретки болести и таму да се одобри, и спрема тие што се веќе одобрени, крајната цел е набавка на лекот, кој оди преку гломазни тендери кои се објавуваат еднаш годишно и кои ова година повторно доцни. Ние за 2 години имавме смена на тројца министери, што одмах се прави дисконтинуитет во работата. Тендерот требаше се распише уште некаде почетокот на февруар, за да на време се реализира и пациентите да продолжат со терапија. Вака, ако се задоцни, ќе има еден гап од месец-два, каде пациентите може да останат и без терапија. Што е страшно. Да. Што значи да се прекине една ваква терапија која што бара континуитет? Па да, ние сме имале прекин, да кажеме, меѓу 2 тендери, месец дена пациентите да останат без терапија. Нормално тие се наши пациенти, доаѓаат кај нас, ние ги убедуваме дека таа е хронична терапија, дека тој прекин нема многу да им ја влоши болеста, иако во реалноста не е така. Секој лек кој ќе се прекине, после се почнува одново на некој начин. Пред малку зборувавме за надежта што имаат пациентите со овие лекови. Дали примањето на лек за терапија за ретка болест секогаш значи добар резултат? Па, тоа обично кај болестите кои имаат ензимски дефекти, кога се примат вакви ензимски надоместителни терапии, ефектот е многу добар. Меѓутоа, еве кај овие генетските, посебно невролошките, тие и покрај терапијата болестите се напредува. Значи, тоа се генетски болести кои си имат еден природен тек на постепено влошување и стварање инвалидност. Поголем број од лековите само може да ја успорат болеста. Така да ако пациентот, да кажеме, живеел 5 години после диагностицирањето, сега може да живее 10 години после диагностицирањето. Но има ли лекови, да речеме, кои што можат да го подобрат влошувањето максимално, да се вративе капацитетот на белите дробови во нормална функција, или пак некое невролошко нарушување доколку има миелинот е оштетен, па да се регенерира. Постојат ли или такви тоа се лековите варијанти? за мултипла склероза кои нели прават обновување на миелинот, реминизација во тие периоди нели на релапси и ремисии, и навистина кај мултипла склероза која не е ретка болест, па и другите, ако се даде порано лекот, значи ефектите од лекувањето се добри и овие пациенти останат во ремисија долго време, за разлика од порано за 3 до 4 години останува во инвалидска количка. Сега има пациенти кои и по 20 години примат терапија и се стабилни. Меѓутоа, тоа е автоимуна болест. Кога се работи за наследните болести, сепак болеста прогресира и тука единствена надеж што е спомна Весна, генската терапија, да се даде генска терапија. И сега има еден нов начин на лекување, сега е во експериментална фаза слично на генската терапија, односно сечење на патолошкиот ген. Значи, патолошкиот ген потполно да се исече и на тој начин да делува само здравиот ген кога се работи нели за доминантните болести, или да се исече па на тоа место да се вметне нов ген. Таа најнова технологија која сега последно време многу актуелна и одиме на предавања, така да тие начини на лекување мислам дека ќе имат поголем успех отколку овие лекови што е само... Што говорат почетните резултати од овие терапии? Даваат резултати? Бидејќи имаше некои терапии кои што имаше забележено големи нус ефекти. Кога станува збор за мускулните дистрофии. Најпозната генска терапија е за спиналната мускулна атрофија. Тоа е исто на терапија која кошта околу 2 милиони евра. Во Македонија се уште не е аплицирана, има во Србија неколку апликации, има неколку апликации. Во Хрватска, ако не се лажам, имаше исто.
Во Хрватска веројатно. Колку се од на запад, таму не повеќе. Јас присуствувам неколку конгреси во Бугарија, меѓутоа и на европски конгреси, сепак генската терапија за спинална мускулна атрофија не ги оправда очекувањата дека пациентот ќе прими една доза од лекот, нели тоа со вируси, вектори се инфицираат клетките, односно се внесува нели здравиот ген во нив, меѓутоа очекувањата баш конкретно од генска терапија за спинална мускулна атрофија не ги оправда очекувањата. Се мисли дека таа едно 2-3 години може да одржува болеста и веќе има многу пациенти кои примиле генска терапија, меѓутоа после некоја година се стават на останатите класични терапии, како што е спинраза, ризdiplам, продолжуваат со други терапии. Меѓутоа тоа не значи дека генските терапии за другите болести нема да бидат ефикасни. И целата надеж на медицината е фактички таму кон генските терапии насочена. Имаат ли нашиве пациенти доволно информации за болестите од кои што страдаат? Достапен интернетот, но дали се таму точни информации? Таму има море од податоци. Да, доколку се обратат кај нас, ние им даваме точни информации кои се од Орфанет страната, европска страна и соодветна страна каде што има информации и за болеста, и за терапијата, и за клиничките студии, за здруженија во светот кои можат да им помогнат и за клинички центри во светот кои се занимаваат со таа болест. Доколку самите пребаруваат под интернет, тогаш е лошо, бидејќи можат да најдат милион работи кои можеби нема да бидат соодветни на тоа што им е потребно тие да го знаат. Често се случува докторите да немаат време доволно да им објаснат, за жал, бидејќи се ограничени со мои термини, со други работи, кога ќе ги испратат кај нас, ние се наоѓаме време буквално да им објасниме се и да им дадеме и преведено на македонски јазик. Ние долго време преведуваме, имаме и база на ретки болести со Србија заедно што ја изградивме, па ги има болестите и на македонски и на српски јазик и може да ги пребаруваат. А и кампањата која одеше, која ја направи Гордана, за ги запознаваме ретките болести, опиша многу болести и во видео, и во аудио, и да се чита и на албански, и на македонски, така да веќе имаме голема база која луѓето може да ја користат и за која знаеме дека е соодветна. Така, значи информирањето е многу важно. Многу важно. Клучно. Се случува ли, професоре, понекогаш да прочитаат пациентите некоја информација за некој третман, па да доаѓаат потоа да инсистираат да го добијат и слично? Бидејќи сепак се работи за ретка болест, ретки се пристапите во лекувањето. Пациентите навистина многу читат во последно време и дури доаѓаат со забелешки, нели, на прашања на кои ние треба да им одговориме. Еве тука ќе кажам амиотрофичната латерална склероза, АЛС или мотоневрон дизиз, која е смртна болест. Значи пациентите просечно 5 години од диагностицирањето умираат и тие првото што ќе го прочитат е дека болеста трае од толку до толку, иначе ќе дојдат во една страшна депресија, разочарани. И тука меѓутоа ние немаме такви тим, значи мора да има тим и психолог, и психијатар, па дури генетски советник, нели, кој, значи тие се по физијатар, значи да биде голем тим уклучен за да може на тие пациенти да им се помогне и тие кога ќе го прочитат тоа, тие се веќе разочарани, а разочаран пациент тешко се бори, не се бори. Се губи жилбата за битка, ние се обидуваме да им кажеме дека со тој лек, што ни се достапни, може да се помогне. Често доаѓаат, прочитат за некои лекови кои не се регистрирани лекови, се како додаток на исхрана, ама прочитале дека тој лек може да им помогне, иако тие некои лекови од странство се и тие многу скапи. Така, само се трошат пари непотребно. Да, се трошат пари, иако ние им советуваме дека тоа нема многу да им помогне. Или сакаат на матични клетки да одат. Да, тоа многу често, да. Постојано се собираат пари на интернет, има некои акции за донации и многу од лицата кои што имаат ретка болест всушност се обидуваат
уништуваат? Еве се обраќаат ли кај вас во здруженијето? Мене ми е многу криво што луѓето што веќе отишле не ги кажуваат реалните приказни кога ќе се вратат. Јас ја имав Може би тоа можноста- треба да се слушне како фидбек, Треба таква се информација слушне, да има. Ама за жал никој не го прави тоа затоа што се срамат да кажат дека собрале толку пари, дека отишле на таква и таква операција и дека се вратиле во полоша состојба. Дури во полоша? Значи има многу пациенти кои се вратија и кои добија потоцна тумори кои се појавиле токму поради таквите процедури. Понатамошно имаше пациенти кои не се вратија, не можеа ни телата да им ги вратат назад, пошто беше ужасно скапа. Значи, тие се опасни работи и не се препорачливи за секој. Јас лично им кажувам на пациентите, дали вие мислите дека ако тоа беше успешна процедура, немаше да се извршува во Германија? Зошто мислите дека не се извршува во Германија, туку се прават експерименти во Кина? Тоа всушност, професора, се уништуваат. Објаснете ни каква е процедура е тоа на пресадување матични клетки и зошто имаат луѓето надеж дека тоа би можело да помогне? Значи има повеќе начини на пресадување на овие матични клетки. Најчесто порано нели се зима од млечни заби на деца, од родители, од папочна врвца, од родилката, па нели се замразнува. Имаше такви периоди, од таму се после размножува матичните клетки. Сега најчесто се взимаат матични клетки од стомахот, од масното ткиво, каде исто така се види дека има доста голем број. Автотрансплантации на матични клетки им прават всушност таму каде што одат во тие Значи центри? има повеќе, најчесто автотрансплантација со тоа што значи тоа е бизнис терапија. Во некои центри ќе ги матичните клетки ќе ги соберат, ќе ги концентрират и во облик на инфузија ќе им ги дадат. Има друг потака агресивен метод кој е сличен на трансплантација на коскена срж, кога на пациентите потполно ќе им уништат со зрачен коскената срж и потоа ќе им пресадат матични клетки, што е малце и ризик дали тие матични клетки ќе успеат да се размножат, да ја надокнадат нивната коскена срж, иако тие немале такво малигно заболување, или кај леукемиите, тоа оправдано, нели се прави тоа. Меѓутоа, кај невролошките болести, Кај што има некаква генетска мутација во секоја клетка во телото. И одат во Русија, исто таму им уништуваат коскената срж, меѓутоа им имплантираат матични клетки од дарители. Компатибилни, така да има различен тип од, како да кажем, од најевтини до најскапи третмани кои коштат и по 200 и 300 илјади евра, меѓутоа резултатите навистина се разочарувачки. Ова е добро да го знаат оние кои што се борат со некоја тешка и неизлечива болест, дека само се изложуваат на дополнителни ризици, колку што ве разбрав. Има пациенти кои што сте забележале успех? Не. Не? Значи, они кои ќе отидат на трансплантација на матични клетки, обично за тоа амиотрофична латерална склероза, мускулни дистрофии, кои болести нели нема лек и лошо завршуваат. И после таа трансплантација тие некако 2-3 месеца ќе кажете ние одлично се чувствуваме. Ама им прават физиотерапија таму. И плацебо ефектот е тука важен и они задоволни се некој период за да после болеста пак тргне назад и се гледа дека ефектот уствари е никаков од овие терапии. Потребна ли има психичка поддршка и на семејствата и на пациентите кои што минуваат низ една ваква голгота? Да, многу. Мислам, Вашето здружение возможува таква помош? 2019 почнавме, успеавме да собереме поголеми донации за да може да дадеме бесплатна психолошка помош, со тоа што и обучивме неколку 20 на 30 психолози за да можат да даваат помош на луѓе со ретки болести, затоа што сметавме дека не е доволно да си психолог, туку треба малку повеќе да знаеш за ретките, за да може да ги гледаш. Еве, искуството покажа дека значи ни се јавуваат психолозите и ни викаат во право бевте, има некои случаи кои се толку тешки што после јас морам да одам на психолог дополнително откако ќе имам сесија со тие пациенти. Значи ние дозволивме да одат и семејствата и пациентите, пошто знаеме дека не страда само пациентот, туку целото семејство. Товарот е на сите. Се трудиме да ја одржиме оваа
помош колку што можеме. Секоја година собираме донации, моравме да ја ограничиме малку, пошто имаме психолози во Куманово, Гостивар, Скопје, Битола, Прилеп. Се трудиме да останеме нели во тек и да може да ја пружиме на пациентите и на семејствата. Кога го кажавме ова во Министерство за здравство, неопатија, кон центрите за ментално здравје, пациентите ни кажуваат дека таму им обрнуваат малку до никакво внимание и дека најчесто им даваат апчиња, а нив повеќе им помага кога разговараат со некој, отколку кога примаат некаква терапија медикаментозна, и тоа мислам дека треба да се промени малку, можеби треба повеќе да се разговара и со луѓето кои работат во тие центри за ментално здравје. Колку што видов, поголема мрежа е, не дека лесно се наоѓа на интернет, ама може да се најде. Работата е како да се стигне и до термин, и тоа е прашање. Има и психолози во самите клиники кои работат. Еве на детска клиника мислам дека се двајца, сега порано еден беше, ама не е доволно. Помошта која е потребна е се поголема. Мислам дека после ковидот уште повеќе луѓе се пријавија. Уште потешко им беше изолацијата. Имаш дополнителна изолација, една од ретката болест и уште една од ковидот, и од стравот дека поради ретката болест е уште пострашна. Дополнителен и притисок. сите нови грипови што ни доаѓаат, па еве и кашлици, магарешки и се што доаѓа. Се повеќе изолацијата е проблематична работа и менталното здравје е нешто за кое сите треба да се грижиме без разлика дали имаме некоја болест или не. Некојаш и самиот стрес од работа и од живот е доволен. Професоре, дали вие како невролог истовремено треба да бидете и психолог, бидејќи работите со ретки болести, секојдневно се среќавате со пациенти кои што страдат од вакви тешки болести? Па ние мора да бидеме и психолози во исто време и генетски советувачи, затоа што кој ќе пратиме пациенти сме се посомневале, ќе ги пратиме на генетско испитување, ќе им дадат резултат дека се напишан дека го имат генот и они ќе дојдат кај нас. Значи едното е генетското советување, тоа мора да се направи во зависи од тоа дали е болеста доминантна или наследна. Некој хубаво да им објасни, генетичар да седне со него. Ризикот од потомството, нели, ако двајцата родители се рецесивни, нели, ризикот колкав е детето да е болно, да е здраво или да е носител, или ако е болеста доминантна, значи една половина од децата може да го имат генот, 50%, другите да се здрави. Значи тоа мора да им се каже. Многу често ние закаснуваме, значи кога пациентите се веќе диагностирани, тие веќе имат потомство и тука малце, значи мора да се делува дека детето нели може да има болест или да е носител. И исто така околу текот на болеста они барат да им се објасни нели што ќе им се случи утре, што да очекуваат од иднината, од животот, дали ќе бидат инвалидизирани. Тоест едно психолошко советување, како да кажам. Ние на клиниката имаме тројца психолози, меѓутоа тие се бават исклучиво со правење на невропсихолошки тестови. Значи, ги тестират пациенти за когнитивни пореметувања, за бихевиорални, меѓутоа не работат во тој правец. Може треба други психолози да се обучат, нели, за да може да работат со пациентите и некако ние сме крајна линија терциерно здравство и мора на пациентите нели сведем објасниме па да им видиме и психолошка подршка. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ги нотиравте слабостите на кои што треба да се работи за да се подобри целата ситуација. Во светски рамки ретките болести се предизвик, е нас очигледно се уште поголем, но тоа не значи дека не треба да се влијае, да се вложува и да се подобруваат работите. Се надевам дека во иднина ќе има подобра слика. И што помалку пациенти со вакви дијагнози. Ако работиме повеќе на рана дијагноза, ќе може повеќе и на превенција, да работиме и на советување и на вистина, нели, на еден холистички пристап кој го бараат еве и во Европа и кој веќе го добиваат еден мултидисциплинарен пристап кон ретките болести. Мала земја сме и можеме многу, баш затоа што сме мала земја и мислам дека ќе напредуваме ако работиме заедно сите. Така. Па исто и јас дека пред нас има уште многу работа. Еве воведување на неонатални скрининзи, како што е за спинална мускулна атрофија. Меѓутоа во Македонија не знам и дали се прави кога
пациентката е во тек на бременност, да се направи амниоцентеза, Да, и тоа да се види. Значи, тоа се процедури превентивни што е пожелно да се направат. Во првиот случај да се види дали детето нели има генетски дефект, па да се одлучи дали ќе се роди, а овој пренаталниот скрининг да се открие болест уште на самото раѓање, бидејќи што порано се почне со терапија, тој ефектот ќе биде поголем, така да има уште многу програми кои мислам дека Сдруженијата за ретки болести имат и меморандуми со Министерството за здравство склучено. Ние како клиники ЕВЕС исто така се трудиме тука нели во поглед на дијагностиката и на терапијата. Навистина има многу работа, али тоа што треба тимски да се работи. Така, тимски да се работи. Заедно да работиме. Така. До сега така и постигнуваме, кога сме на иста страна. Баш вака. Секојко. Заедно работете и ви посакувам многу успеси и понатаму. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12:50 на Телма. До гледање.